Почитувани, разговараме со председателот на политичката партија Алијанса за албанците, господин Арбен Таравари. Господине Таравари, два конгреса на Алијанса за албанците на растојание од само неколку денови. Вие го разрешивте господинот Зијадин Села, а тој ве разреши вас од функцијата председател на партијата. Кој во моментов ја води Алијанса за албанците? Поред, нормално, секогаш кога има фракции во партијата, секој се повикува на некои своји аргументи од кои што реално согледува дека има право. Меѓутоа, генерално сите факти и аргументи се на нашата страна, исто така ги прашате и нив ќе кажат, така да ние оставивме на крај судот да одлучи, како ќе одлучи судот, ние би ги прифатили сите одлуки на судот, бидејќи сме сигурни дека и во Централното председателство, и во Централното собрание, и во членовите на Конгресот имаме мнозинство. На крај, судот како ќе одлучи, ние прифаќаме секоја одлука на судот. Започната е судска постапка? Па најверојатно ќе започне. Ние доставивме цела документација уште од понеделник. Тие имаа малце проблеми за да соберат и потписи за да докажат дека имаат не 2/3, ним им треба 2/3, на нас ни треба само 1/2, имаме повеќе од половина, така да не збориме веќе за ние имаме повеќе од 50% од делегатите од членовите на Централно представителство. Ним им треба 2/3, што е невозможно просто. На крај во суд ќе се одат и потписите и имињата и луѓето кои што се на едната и на другата страна. Таа е фракција на практично во Алијансата за албанците која што веќе неколку месеци е многу блиска до тој, меѓутоа сепак и тоа е нивно легитимен став нив кој го почитувам секако. Имаше многу шпекулации за наводен договор меѓу вас двајцата со господинот Села за поделба на имотот и ингеренциите во партијата. Кажете ни повеќе за ова. Не, имаше состанок еден пред повеќе од 2 недели, кај што се видовме и уште еднаш се обидовме дали може да ги испегламе, да речам, разликите. Ние имаме 2 канцеларии, за да нема конфликти, да не се случуваат недоразбирања меѓу тие што се негови поддржувачи и партијата. Одлучивме во Скопје да ја користат тие, канцеларијата во Тетово да ги користиме ние како официјално седиште на партијата. Меѓутоа имот нема нешто партијата, тоа се 2 канцеларии под кирија што ги плаќаме, друго немаме нешто што да поделиме. После конгресот немавте средба со господинот Села? Не, после конгресот не. Али Ахмети од ДУИ не е кандидат за председателските избори. Имате ли коментар за нивната номинација? Па немам, ја реков дека ќе почитувам секој кандидат, било кој да е. Мислам дека оваа кампања треба да биде европска кампања. Искрено ја очекував господинот Ахмети за да биде поинтересна, да речам, политичкиот надпревар меѓу нас, меѓутоа тие се одлучија за заменик председателот нивен, подпредседателот. Секако почит за сите против кандидати кои што ќе бидеме во председателската трка. На крај народот треба да одлучи, граѓанинот треба да одлучи, било каква да е одлуката, секако ќе ја почитуваме, тоа е волја на народот на крајот на краиштата. На конгресот на вашата партија беа поставени знамиња на странски држави, меѓу кои го немаше знамето на Северна Македонија. Исто така вашите понови објави на социјалните мрежи се само на албански јазик. Мислите ли дека тоа е добра стратегија да ги придобиете гласовите на граѓаните на Северна Македонија? Обично сите мои објави во социјалните мрежи се двојазични, обично. Освен ако е нешто тематски што се однесува за партијата или настаните кои што се случуваат, бидејќи таргетот е тогаш само партиското членство, не е пошироката јавност. Инаку, одете и анализирајте ги сите социјални мрежи, кај што како градоначалник се што ќе се објави е двојазично и мислам дека е меѓу ретките политичари што тоа го практикува не од сега, туку веќе 6 години како градоначалник. Во тоа може да се уверите многу лесно. Само да влезете и да видите уназад 6 години какви се објавите. Најверојатно 80 до 90% се дво или тријазични,
со што и многу се гордеам, да ви кажам право. А тие што се во Гостивар, кај што сум градоначалник веќе 6 години, ако направите мала анкета ќе ви кажат, се надевам 90% од граѓаните дека какви ставови имам и како размислувам. Едно од вашите барања е председателот на државата во иднина да го избира собранието. СДСМ и ВМРО-ДПМН се против овој предлог. Зошто ова е важно за вас и со кого би коалицирала Алијанса за албанците? Видете, првиот председател во Македонија, ако се сеќавате 90-тите години, 91 ако не се лажам, беше избран господинот Киро Глигоров и прв пат се избра од собранието. Не знам колку се сеќавате. Ја мислам дека ингеренциите на председателот на државата се колку во повеќе околни држави. Ние често се разликуваме, ги споредуваме со Косово или Албанија, кои што имаат сличен систем како нашиот парламентарен систем. Мислам дека трошоци на државата не и требаат, може да се избира и преку собрание, како што тоа го направивме за прв пат кога се бираше председателот. И наш став е додека не сме председателски систем, организиран систем на држава, туку сме парламентарна демократија, мислам дека би рационализирали и повторно би имало некаков договор меѓу политичките партии кои се застапени во парламентот. За крај на овој разговор, каде ја гледате Северна Македонија после изборите? Северна Македонија после изборите има само еден пат, нема друга алтернатива. Единствениот пат на Северна Македонија е европскиот пат. Ја мислам дека 90% од граѓаните на Македонија не посакуваат, може би и повеќе од 90%, не посакуваат други сценарија. И јас се надевам дека било која влада да биде после 9 мај, после 8 мај изборите, 9 мај кој ќе состави влада, мислам дека тоа е единствениот пат и ние како политичка партија, зборувам за Алијанса за албанците, меѓутоа и како опозиција, се опозицијски блок кој што се нарекуваме како вреди, влем на албански, инсистираме по секоја цена единствен пат кој што треба да го средиме и да патуваме европскиот пат и нема друга алтернатива и не би сакале да помислуваме дека некој би размислил за друга опција. Господине Таравари, ви благодарам за одвоеното време.